Ова е прогласено за дерби, односно Match of the Week од страна на ЕКФ, што значи ќе има и некои други дополнителни, да кажеме, предности, поволности. 20 на земји, како што стојат информациите, треба да го пренесува тој надпревар во живо, што ќе се продуцира тука од спортскиот центар Борис Трајковски, и ова ќе биде уште еден ракометен празник во Република Македонија, празник на ракометот воопшто. Добар ден на сите. Заврши тој пред 10 дена историски меч 7. Имам уште еден нов историски. Но сето тоа е нормално, мислам дека овие надпревари со Вардар и Методорк, без разлика дали се играат во Лига Шампиони, се игра во домашно првенство или сека лига, имаат иста тежина, ист набој, немаме некои, да кажам, тајни едни или други, како што кажав и на предходниот прес, дека една топка, една добра одбрана, еден лош потек ќе го одлучи надпреварот, без разлика што сме домакини. Пак мислам дека шансите 50-50, иако може би на прошлиот меч бевме домакини, затоа што нормално се Вардар има повеќе публика. Сигурно ќе биде така и во недела. Се надевам дека ќе бидеме во исто такво издание, не баш во исто, него може би за некои 30-40, ако може 50% подобри во однос на надпреварот во прошлиот четврток, и дека на крајот ќе се радуваме. Нормално дека во оваа цела приказна тие два бода што би ги освоиле во недела би ви значиле сигурно поменување во 16 најдобри екипи во Европа, а тоа, ако се сеќавате, на самиот старт на припремите не беше прва и примарна цел. Се ќе направиме што од наша страна, зборам играчки, тренерски, да бидеме во оптимална форма за тој надпревар, да ги употребиме сите расположиви средства и да може да го добиеме овој надпревар. Имам голем респект од нашиот противник, сигурно дека да кажем дека е, или ако кажеме дека е Ранат Лав, дека е најопасен, така, имаат одлична екипа. Во овој момент може би ние сме во некоја мала предност, може би психолошка, затоа што ги добивме, но пак кажувам дека шансите се 50-50. Морам да напоменам дека имаме прв пат еден проблем, значи Растворцев го изгубивме во наредните 4 до 5 месеци. Се жалиме за тоа, имаме доволен фонд на играчи, но морам да ви информирам, пошто немам таква информација, дека Растворцев мора да оди оперативно да го заврши работа, доби еден удар на надпреварот во четвртокот, и за жал за него и за нас дека он нема да биде во состав. И уште една работа, Ангелов е во окей форма и мислам дека најверојатно ќе одлучиме во недела, мислам дека ќе биде во состав. Добар ден и поздрав до сите. Очекува уште нов дуел во Лигата на шампионите против екипата на Методорк, на некој начин реванш. Игравме првиот меч, знаеме сите како заврши, колку заврши. Сега во недела моје мислење дека не чека многу потежок меч, бидејќи ги знам тие дечки таму што се во Методорк, знам колку тие посакуваат бодовите и колку сакаат да се одмаздат. Меѓутоа ги знам и моите другари во Вардар, знам дека сме многу квалитетни, имаме тимски дух, дека ќе одолееме на сите тие напади и труд кои ќе го вложат нашите противници од екипата на Методорк, и се надевам на нови бодови во Лигата шампионите. Би сакал да ја поновиме најмалку играта од првиот дел во првиот меч, која беше навистина квалитетна, каде што ја направивме разликата. Играме на домашен терен, значи и освоивме тие два бода. На гостински терен, ќе се изразам во тениски жаргон, освоивме нек брейк. Меѓутоа, ако не го одбраниш на свој се брейкот, знаеш дека не значи ништо, така да ни требаат бодови од овој надпревар. Ќе влеземе максимално мотивирани и желни да освоиме дали еден или два бода, со што би си ги отвориле вратите за следниот круг во Лигата на шампионите. Може би некој што го гледаше надпреварот во средата, дека
ако сте го заборавиле, а не би требало, и ако некои долги години го заборава, тука го има Мито Стилов, кој може добро да заврши многу голем дел одбраната. Имаме играчи кои би можеле сето тоа да го направат. Нема да се жалиме, ви кажав, затоа имаме таков ростер од 23 играчи. Сега без него тешко е, но ќе пробаме се да направиме да тоа не се осети. За напад нема ништо да зборам, колку може да створце, мислам дека сите сте свесни тука во оваа сала, без разлика како и што мислите, дека капитенот мој или на мојата екипа Филип Лазаров игра можеби најдобрата сезона во кариерата и ја верувам во него дека ако на прошлиот натпревар играше нешто послово, ако така сите мислите дека играме послово, мислам дека нови натпревар игра така како што игра од септември навака, така да немаме никакви проблеми околу тоа. Денес играш малку подобро, утре полошо. Најбитно, ако веќе се навраќаме, ако некој да се навраќаме на тоа е и во лош меч кога ќе победиш, така да затоа мислам дека нашата екипа има карактер и затоа она што ви го кажав на почеток во однос на тоа дека најтешко е нешто да браниш, дека ние имаме карактер, ќе пробаме, нели, се да направиме да победиме, да што вика Фичо да го потврдиме брејкот. Но ако направиме некоја си математика, овие три надпревари што ги играме дома, значи да ги добиеме и со овие 6 бода правиме 12 и мислам дека со 12 бода сме сигурни, не сигурни, него можеме да атакуваме на второто место во групата, но ја би бил задоволен, нели, и со текста да завршиме и да поминеме таму, затоа што кога почињавме сезоната рековме дека ни е битно да влеземе во 4 екипи.